Можеби најкратката седница во изминатиот 4-годишен мандат ја одржа Советот на општина Кочани, на која и покрај само 5 точки дискусии скоро и да немаше, па се доби впечаток оти советниците само формално го одработуваат дневниот ред. Психолошко влијание за тоа веројатно имаше и фактот што според досегашниот развој на политичките настани во државата, ова треба да биде последна седница за актуелниот советнички состав. Седницата заврши за 20 на минути, а дискусија имаше само за првата точка, што се однесуваше на измените во планот за запишување нови ученици во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, а за што кратко образложение даде директорот Сребренов. Настануваат промени во тригодишното образование, профилите од тригодишно образование. Која е причината? Паралелно со барањето за конкурс, податоците, излезе податок за реформирани профили кои ќе бидат од наредната учебна година, меѓутоа не на наше барање, поднесено е барањето она што е усвоено од ваша страна. По излегувањето на конкурсот увидовме дека се променети профилите од тригодишно образование и тоа става ни еквивалентно на она што ние сме го барали. Координаторот на опозицијската советничка група го искористи присуството на директорот на Средното општинско училиште за да му постави две поинакви прашања од темата за која станува збор во точката од дневниот ред. Дали со намалувањето на бројот или миграцијата која што е изразита во источните делови на државата, се очекува дополнително да имате намалување на бројот на ново запишани ученици. Тоа ми е првото прашање. Второто прашање, дали долговите кои што се јавија по основ на бесплатно образование, веќе бидејќи сме сведоци дека од година во година се таложат, дали веќе од следната година тие долгови ќе предизвикуваат и проблеми во тековната настава која што ја држат учениците во вашето училиште, или имате некој друг начин како да бидат премостени тие долгови? Според податците кои ги имаме за запишени 9 оделенци кои сега треба да бидат по прва година, за разлика од мината година кога таа бројка беше најмала во последните години, оваа година е малку подобра, така да не очекуваме намалување на броја на ученици кои ќе се запишат оваа година. Што се однесува до вториот дел од прашањето од советникот Ѓорѓе Алексов, ние тие долгови ги регулираме согласно договорот со општина Кочани. Оваа година е планирано тековно да ги исплаќаме и дел од тој долг да намалиме. Според предлог измените за запишување нови ученици во Средното општинско училиште Гошо Викентиев се зголемува бројот на паралелки за уште една, односно наместо 12 во новата учебна година ќе има 13, а се воведува и настава за струката автоелектричар, што ќе трае само 2 години. Инаку, долгот на училиштето е многу голем, особено во ставката за бесплатен превоз на учениците, за што на почетокот од оваа година беше прокнижена сума од над 440.000 евра. По образложението на Сребренов, предлог планот за измените за запишување нови ученици беше усвоен, а дискусии за преостанатите 4 точки од дневниот ред на седницата воопшто немаше.